Еден проект кој што го финансиравме заедно со поддршка на швајцарската влада преку швајцарската амбасада, која што би требало да го подобри квалитетот на условите на работа кои што ги имаат овие пожарникари позади мене. Заедно со поддршка на швајцарската амбасада инвестиравме 21 милион денари во набавка на 3 возила, подготвивме апликација која што треба да послужи за рана детекција на пожарите и би требало да превенира поголеми пожари во иднина. Како што можете да забележите, набавена е и нова противпожарна опрема и навистина дозволете ми да изразам уште еднаш повторно благодарност, практично би ги нарекол до нашите швајцарски партнери, бидејќи навистина повеќе од 2-2,5 децении на ниво на локална самоуправа можам буквално да ги наречам дека се партнери и навистина ни помагаат на било кој основ да овозможуваме подобри и поквалитетни услови за живот, но и за работа на оние на кои што им е непотребно. Доколку имате прашања, слободно повелете. Со кој удел учествува Република Македонија во тие 21 милион евра, а со кој швајцарската амбасада? 11 милиони денари е уделот на Република Македонија, околу 9 милиони денари е уделот на швајцарската влада преку швајцарската амбасада. Што стана со општините кои што требаше да достават документи за проектите кои требаше да бидат подржани во процесот на Рокот за докомплетирање на документацијата, како што знаете, го продолживме на владина седница и заврши на 15 ноември, од она што сум информиран преку 6 ресорни министерства, дека околу 10 општини ја докомплетирале својата документација, но дозволете ми, дајте ми уште ден-два, затоа што се уште се прави евалуација на допристигнатите документи и ќе излеземе со конкретен став, но ова е одлична можност и оние кои што не стигна да ја комплетна документација достават во рамки на ресорните министерства согласно измените на Законот за влегување на градежно земјиште кои што ги направивме, за да го избегнеме проблемот на ослободување од комунали за објекти од јавен интерес. Сега таа бариера е надмината, законот го изменивме и врз основа на тоа им се даде повеќе шанса да можат да ја докомплетираат својата техничка документација. Парадигма кратките проекти вида фактот дека и оваа сезона преактивни шумските пожари, особено во целата држава, активно во моментот и аерозагорувањето се дека донесува самите пожари. Бевте во посета на Словенија, можеме ли да украдеме нешто од тоа искуство? Од Словенија не би рекол да украдеме, но можеме да позајмиме и да научиме и како многу, затоа што е еден пример на метропола кој што можам да го вбројам во топ 3 во рамки на Европа. Навистина беше многу полезна посетата не само во дел на аерозагадувањето, туку на целокупниот менаџмент на управување со отпад. Сите оние лекции кои што ги научивме таму, сега веќе ги работиме и сакаме да ги имплементираме во рамки на нашиот ресор согласно нашите законски надлежности, но на ниво на влада секако планираме да продуцираме и леки кои што ќе треба да го превенираат аерозагадувањето, поготово во овие зимски месеци кои што не очекуваат. Свесни сме дека повеќе од 60% од загадувањето произлегува од домаќинствата и затоа мора да делуваме во таа насока, затоа што овој проблем кој што ме тишти повеќе од 10 години еднаш за секогаш мора да се реши. Вака, како е проблем? Благодарение на подршката што имаме од Министерството за локална самоуправа и владата на Швајцарија, нашата територијална противпожарна единица доби 2. Територијалната единица противпожарна единица во Раков се едно противпожарно возило специјализирано за непристапни терени. Набавена е опрема, како што гледате, униформи за гасење на шумски пожари, пожари на отворен простор, оци комплетни дела, члемови. Набавени се противпожарни црева, лазници, грбни пумпи на пратњачи и друга специјализирана опрема. Покрај тоа инвестирано е и во дел на подобрување на услови во гаражи и гаражни простор. И како што напомена и министерот, изработена е веб апликација и веб страна за рано пријавување и детекција на пожари, што се надевам дека веќе од декември ќе почнеме да работиме со неа, со што во голема мера се подобруваат условите за работа на пожарникарите, а со тоа бенефит ќе имаат сите граѓани на цел источни плански регион, бидејќи да можеме и побрзо и подобро да интервенираме. И пожарната станица, противпожарната станица на општина Куманово има од овој проект е од огромно значење. Станува збор за 2 возила, противпожарни возила кои особено се битни за непристапните предели во општина Куманово. Општина Куманово, односно противпожарната станица на општина Куманово, често пати ги обслужува и општина Липково, помага на Старо Нагоричане, на Ранковци, што значи дека
голем предел се обслужува од овие наши 60 пожарникари, мене што ми е она многу битно, после на овие две противпожарни возила кои се од исклучително значење добиена опрема и за нашите пожарникари, што значи дека на некој начин се заштитија и ги од овие немили настани. Не би посакала нели да има многу помалку интервенции, меѓутоа е добро да имаме плюс некои проекти, плюс опрема за противпожарните станици на цела Македонија, кој е вклучително и помагава. Дали во креирањето на буџетот за 2025 година на општина Куманово се предвидени некои средства за обнова на зградата на територијалната противпожарна единица Куманово, или пак што е уште поважно за набавка на нови возила, затоа што знаеме дека работат со многу стари. Значи ова година немаме предвиденост, нели оние што идат преку буџет и ние што даваме како локална самоуправа, меѓутоа за наредната година се уште буџетот се крои и ништо чудно да се направи некој проект. Во секој случај ги имаме противпожарната станица на нели ја имаме како приоритет затоа што и зградата е многу стара, ни треба и плюс дополнителна служба, што значи дека се работи на таа проблематика. Од Министерство за локална самоуправа и од швајцарската амбасада преку швајцарската влада доста кажаа преку моите предходници, почитувани министри, председник на Совет и командирот на противпожарна станица. Ја сакам само да се заблагодарам на Министерството за локална самоуправа и на швајцарската амбасада преку владата на Федерацијата на Швајцарија за тоа што најдоа начин да еве скоро повеќе од 5 години преку центрите за регионален развој да се изфинансираат проекти кои на еден партиципативен начин преку форум на граѓаните ги избравме и кои според практично тој форумски процес на граѓаните се најзначајни за нашиот регион во рамки на тие средства кои ги одвоија за нашите проекти. Јас се надевам дека со помош на Министерството за локална и нашата влада ќе успееме овој проект кој завршува март 2025 да го продолжиме и да редиме уште успеси, кои што се покажа доста успешно.